Професор доктор Јана Манева Чуповска, едно име и презиме многу познато на јавноста, не само на македонската и на светската јавност. Навистина, кога би зборувале за уметноста, особено за сликарството, верувам дека кај вас е тоа еден животен стил, начин на живење, можеби и се, вака новинарски гледано, и навистина може ли да зборуваме за почетоците како се роди љубовта вие да се занимавате со уметност, особено со сликарството? Мојата љубов кон уметноста генерално е семена. Пред нели поради влијанието од татко ми Коле Манев, кој што апсолутно сме израснати во една таква уметничка средина. Впрочем и семената куќа, вклучувајќи го ателието на татко ми и целата таа куќа е во тој стил, значи уметнички, со негови слики, со негов мебел кој што тој го правеше. Апсолутно сега ми буди спомени и од детството, со многу патувања, со посети на многу изложби како во Скопје, така и во други земји, посебно во Франција. Така да веројатно неизбежно беше за среќа, би рекла, да ете јас продолжам во полето на уметноста, каде што е една магија и навистина сметам дека уметноста е нешто кое што е состојба на умот во кој што посебно денес во едни вакви тешки услови и денови е нешто што многу помага во делот на екзистенција, ако сакате, во секој поглед. Кога би кажале уметникот се раѓа, можеби влијанието да, меѓутоа и генот си го прави своето, и сакам да ве прашам дека она што можеби кога сте биле веќе во младешките денови, кога сте се занимавале со сликарството, до ден денес се менували кај вас поривот, погледот, опкружувањето, она што сте го гледале кај вашиот родител и сега? Иако додека беше жив, ние бевме најдобрите колеги со татко ми, ние бевме всушност и многу различни во однос на тој ликовен идентитет. Тој го негуваше класичното сликарство во кој што е препознат по неговиот мајсторски, би рекла, сликарски аспект кој што тој го правеше со неговата препознатлива фигурација, неговите циклуси, спокој, неспокој и така натаму. Јас бев апсолутно надвор од сето тоа. Мислам дека и добро што беше така. Различноста во тој ликовен идентитет беше многу неопходна во нашата професионална комуникација, бидејќи мене ме интересираа повеќе правците од модерната натаму, современата уметност, концептуалните решенија, иако во еден дел од моето творештво исто така се препознава и оној фигуративен аспект кој што сметам дека е можеби директно влијание, но во тој процес апсолутно на почетокот ги учев сите тие процеси. За да се стане добар современ и концептуален уметник, не се започнува од тој процес. Се започнува од класичните аспекти на и сликање, и на цртање, и на сликање, за да може авторот да има избор дали ќе продолжи во таа класична насока или ќе се условно ослободи и ќе истражува сосема нов правец за кој што тој ќе смета дека ќе може да одговори инспиративно на некоја тема со која што се занимава. Во мојот случај беше некаква комбинација, бидејќи и денеска сме присутни нели токму и во библиотеката на Институтот за фолклор Марко Цепенков, каде што јас и во уметноста го третирам и македонскиот фолклор денес. Тоа е нешто кое што го обележува моето творештво последните, би рекла, 10 години. И тоа е директно пак влијание од моето научно истражување, бидејќи сум тука вработена во оделот за традиционални занаети и сметам дека тоа е една целина која што точно и прецизно знам сега од денешен аспект. Ме прашавте од почетоците како е целиот тој процес до денес, кој што апсолутно многу ми помага во визуелното ликовно изразување. Значи македонскиот фолклор за мене е исто една недоволно визуелно истражена
да речем, ликовна материја која што мене ми помага и ми е крајно инспиративна за современи концептуални ликовни формати. Кога и да се види некое дело на Јана Манева Чуповска, знаеме дека да, тоа е Јана, невообичаено, можеби во делот на модернизмот или во оние визуелни уметности каде што перформансот за вас навистина кажува се, можеби секој гледач различно ќе го толкува, меѓутоа тоа е Јана. Дали сум во права? Експериментот е тој кој што мене ме карактеризира како, да речем, ликовен уметник. Ќе го споменам, еве, доколку сте во можност, да ги поканувам и вашите гледачи да посетат изложбата на Зимскиот салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, каде сум јас таму председателка. Таму излагам една инсталација просторна која што се нарекува тивка ферментација и е токму тој порив на експеримент, овој пат на една просторна светлечка инсталација која што наликува на едно огромно парче леп како да речем архетип на екзистенција наспроти овие современите односи во едно општество, но е ставено во една лента во жалост, бидејќи сме сведоци денес дека, ќе ми простите на израз, но не се однесуваме доволно добро и кон светите работи, и кон лебот кој што ни дава екзистенција, кој што може да биде синоним не само на исхрана, туку и нешто свето и нешто што значи нормални човечки комуникации. Бидејќи сме сведоци на апсолутно сериозни аномалии глобално, сметам дека оваа инсталација ќе одговори на борбата и желбата да се нормализира светот и да конечно посегнеме по добрите вредности, а тоа е човечките вредности кои што за жал во моментов се во дисбаланс. Јас лично сметам дека уметникот секогаш реагирал во сите времиња и во историјата на уметност во времето во кое живее. Дали било времето условно со војни и без војни, ние уметниците сме како сунгер кој што ги упиваме и не можеме да бидеме абстрахирани од тоа што се случува. Процесот на творење според мене е и ангажирана уметност, односно јас би сакала да со уметноста и преку уметноста искажам свој став. Дали би било тоа преку класично сликарство, како велите ви, преку боите и четките, или преку просторни инсталации, преку видеоформати, перформанси, што и да се одговори жестоко на аномалиите кои што во едно општество, веќе би рекла, со засилено темпо се на негативно салдо глобално. Сметам дека уметникот мора да одговори со јазикот на уметноста како контраофазива на оружје кое што едноставно тие ставови мора да се видат јавно и преку уметноста да се изразиме. Што е кај вас оно еден тивок или можеби јак копнеш, жет за нешто што постојано ви е некаков потик или инспирација, не дека не сте го насликале, него постојано ве држи во добра кондиција? Многу често со моите блиски, посебно со моите пријателки, кога ќе разговараме, тие велат: па како постигнуваш се? Нели си уморна? Нели сметаш дека треба да направиш пауза? Еве конкретно за ова дело кое што го споменав и е дело од Зимскиот салон, 2026, јас кога ќе го завршам тоа дело, повторно се чувствувам дека сум на почеток. Велам, добро, тоа заврши, сега треба да почнеме нешто ново. Значи, тоа сум јас, едноставно, навистина непресушна желба за да се нурка во различните, да речам, медиуми, техники во уметноста. Тоа е тој експеримент, тоа е таа моја радозналост која што ме држи и дај Боже да биде така и во иднина и да сме нели сведоци на изложби и на тоа што сметам јас дека треба да го презентирам пред. Продолжете навистина сте ни потребни и јас секогаш луѓето што се занимаваат со уметност кажувам дека се наше национално благо и мислам дека сте повеќе од потребни. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.